Почитувани гледачи, добре дојдовте во урбаните вести. Градски паркинг е јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар по реакции на граѓани за непрописно паркирани возила под мостот Гоце Делчев. Денеска спроведува акција за нивно отстранување. Градоначалниците на град Скопје и општина Центар се децидни дека редовно ќе се чистат јавните простори од непрописно паркирани возила и апелираат до граѓаните да ги почитуваат прописите и да ги оставаат своите возила само на пропишаните места. Ова е првата вест за денеска, следува генералната најава. Останете со нас. Денеска се празнува Воскресение Христово трет ден. За Великден повеќето граѓани во кругот на семејството. Град Скопје го надоместува уништеното зеленило во Мал Ринг. Граѓанските активисти и институциите заедно ќе го решаваат проблемот со бездомните животни во општина Аеродром. Великден или празникот на Христовото Воскресение е дефинитивно најголемиот христијански празник. Страдалната седмица заврши со новиот ден, денот на Воскресението, а денеска продолжува прославувањето на Воскресението Христово трет ден. Богослужбите во храмовите се исти како и претходните два дена. Архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан утрово богослужеше во храмот Света Петка во Црниче. Светол или Великденски вторник е втор ден по Великден кога продолжува прославувањето на најголемиот христијански празник Великден, како во црквите, така и во домовите на православните верници. Богослужбите се исти како и претходните два дена. Архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан по повод Воскресението Христово трет ден утрово богослужи во храмот Света Петка во населбата Црниче. Христос воскресе из мертвих, смртни усмрт поправ, источник погробен, живо Христос воскресна од мртвите, со смртта смртта победи и на тие во гробовите живот им дарува нашиот вистински Бог, по молитвите на неговата пречиста мајка, по молитвите на светиот Јован архиепископот Цариградски Златоуст и на преподобната мајка Параскева Петка и на сите свети, да не помилува и спаси, како главни човек буде. Великденските празнувања траат 3 дена, а на Великденскиот вторник продолжува прославувањето на Великден. Кај народот овој вторник се смета за најдобар вторник во целата календарска година. Според преданието, во недела рано пред зори, Марија Магдалина, Марија Јаковлева, Саломија и некои други жени отишле со подготвено миро до гробот на Христа. Големиот камен со кој бил затворен Христовиот гроб бил тргнат, а гробот празен. На каменот седел ангел Божји со лице како молња и одежда бела како снег. Стражарите војници биле вкочанети од страв, а тогаш им се обратил ангелот со зборовите: "Не плашете се, зашто знам дека го барате распнатиот Исус. Не е тука, зашто стана. Одете брзо и кажете им на неговите ученици дека воскресна." Жените и избунетите војници веднаш се стрчале во градот за да ги известат еврејските поглавари за тоа што виделе, а народот многу се израдувал. Поради тоа, единствена работа која овие 3 дена верниците мора да ја почитуваат е да споделат радост со блиските. Според обичајот, Великден треба да се помине во кругот на семејството. Како што велат граѓаните, традицијата е помладите да отидат кај постарите. Но голем дел од граѓаните празничниот викенд го поминаа надвор од Скопје. Обичајот за Великден е да се седи дома и празникот да се помине во кругот на семејството. Токму затоа убавината и големината на Великден ја согледуваме во моќта да не спои со најблиските, бидејќи се помалку време од работниот ден и викендот издвојуваме за посета на роднини. Ни останаа само празниците, мотив за заеднички ручек со семејството, но и пријателите. Традицијата за Великден е помладите да отидат кај постарите, а трапезата е преполна со храна и најчесто изобилува со
масна храна, бидејќи 40-дневниот пост ги искупува верниците со тоа што за време на постот не конзумирале масна храна. Исто така голем дел од верниците ги посетуваат и црковните храмови каде што се одржува богослужба. Дел од граѓаните кои што ги запрашавме денеска, празникот го поминале во кругот на семејството. Многу убаво. Постевме 7 недели, сите 7 недели се испостивме и сега свечено си го славиме празникот. Не, дома си бев, тука ми доаѓа внуци, пријателки и комшики, еви денес така посабајлечки и така. Битно е да се дружиме. Посакувам на сите да бидат така љубезни, да се дружат, да имаат мир во државава, секаде поздрав до сите иселеници. Великденските празници овој пат ги поминуваме со нашето најмило, во домашна атмосфера, кај бабата и кај дедото и кај татко. Прекрасно, супер, одлично. Се прошетавте некаде или овде останавте? Во Скопје бев, дома со фамилијата. Голем дел од граѓаните продолжениот великденски викенд го поминаа надвор од градот или надвор од државата. Имаше голем дел од македонците што празникот го поминале во Грција или Бугарија, така што вчера во попладневните часови е регистрирана зголемена сообраќајна фреквенција. Со завршувањето на неработните денови, граѓаните се враќаа од туристичките дестинации, така што на патарина кај Велес се чекаше и до 20 минути. Редици од автомобили имаше и за влез во Скопје, како и на граничните премини. Јубилеј 30 години одбележа манифестацијата Великденски средби, која секоја година се одржува на Великден во дворот на црквата Свети Петар и Павле во Горно Лисиче, по завршувањето на Великденската литургија. Организаторите се задоволни од посетеноста, која секоја година се движи од 3 до 5000 граѓани. На Великден во дворот на црквата Свети Петар и Павле во Горно Лисиче се одржаа традиционалните великденски средби. Годинава оваа манифестација се одржа по јубилеин 30 пат. Великденските средби традиционално секоја година на Великден ги организира црковниот одбор на православниот храм Свети Петар и Павле. По завршувањето на Великденската литургија, на големиот народен собир со богата културно-уметничка програма, настапија културно-уметничкото друштво Никола Јонков Апцаров и повеќе истрадни звезди. Според организаторите, великденските средби ги посетуваат од 3 до 5000 граѓани. Од црковниот одбор вела дека се горди и им представува чест што оваа манифестација ја одржува традицијата и што православните верници се вклучуваат во прославувањето на овој голем христијански празник во црквата Свети Петар и Павле, чии порти се отворени за сите граѓани. Нови 16 дрвја јавор денеска се посадени пред објектот на Македонска пошта на булеварот ВМРО, каде што според истражувањето за состојбата на зеленилото во овој дел на градот, зеленилото е намалено за 50%. Оваа акција е дел од пролетната акција на градот за надоместување на уништеното зеленило. Град Скопје ја продолжува пролетната акција за зазеленување на јавните површини во која е планирано да се засадат повеќе од 1000 садници. Денеска пред објектот на Македонска пошта на булеварот ВМРО се засадија 16 дрвја од видот јавор, кои ќе бидат наводнувани со систем капка по капка. Овој дрворед ќе биде опремен дополнително со 16 подни тротоарски дренажни решетки. Според градоначалникот Шилего во 2013 година, зеленилото во Малринг е намалено за 50%, како резултат на градењето врз зелени површини во рамки на проектот Скопје 2014, а нивна обврска пред граѓаните е да го вратат загубеното зеленило. Шилегов истакна дека примерна цел на град Скопје за жителите на главниот град е да се обезбедат повеќе чисти зелени површини, што ќе представуваа трајна придобивка која директно влијае на здравјето на граѓаните. Општина Аеродром, комунална хигиена и граѓанските активисти заедно ќе го решаваат проблемот со бездомните животни во општина Аеродром. Дополнително, волонтерите преку социјалните мрежи ќе можат да помогнат во процесот на вдомување. Општина Аеродром и јавното предпријатие комунална хигиена ќе соработуваат во насока на градење ефикасен механизам за справување со бездомни кучиња.
Како што информираат од општина Аеродром, во изминатиот период била воспоставена комуникација со граѓански активисти кои би биле заинтересирани на волонтерска основа да се вклучат во координирани акции за собирање на бездомни кучиња заедно со институциите, со што ќе се гарантира хуман третман на животните, а истовременно ќе се олесни лоцирањето на бездомните кучиња за кое е потребна кастрација и стерилизација. Дополнително, волонтерите преку социјалните мрежи ќе може да помогнат во процесот на вдомување, а ќе им биде обезбеден и пристап до кучињата за кои се одговорни. Со отворање етноизложба утре во општина Бутал ќе започне културната манифестација Цветници 2018. На изложбата ќе бидат изложени народни носи од Скопска Блатија и Скопска Црнагора, како и ракотворбите инспирирани од народното богатство на Македонија. Во општина Бутал утре од 11 часот ќе започне културната манифестација Цветници 2018. Станува збор за изложба на 30 народни носи од Скопска Блатија и Скопска Црнагора на колекционерот Достана Караѓозовска-Станковска. На етноизложбата ќе бидат презентирани и ракотворбите, везеници и ткаеници на членовите на ЗУР Арт и Крафт, инспирирани од народното богатство на Македонија. Свеченото отворање на етноизложбата ќе биде збогатано со настап на членовите на културно-уметничкото друштво Седенка и со хорот и оркестарот на Сдруженијето на пензионери на општина Бутал. Етноизложбата ќе биде отворена до 20 април. Како дел од поддржаните проекти на годинашниот конкурс од областа на културата на град Скопје, пијанистката Дуња Иванова во понеделник на 16 април ќе одржи 3-часовен концерт на плоштад Македонија. Пијанистката Дуња Иванова на 16 април на плоштадот Македонија ќе одржи 3-часовен концерт насловен Наминување. Наспроти конвенционалниот начин на следење солистички концерти за пијано, кои бараат посебна подготовка, планирање, концертна сала, програма и така натаму. Слушатели на овој нестандарден концерт ќе бидат случајни минувачи во понеделник од пладне па во наредните 3 часа. Идејата за ваква форма на прием на современиот звук за пијано е квалитетната музика да ги пресретне слушателите кога тие се неподготвени за неа. Пијанистката ќе изведе дела на истакнати современи автори. Концертот на Иванова е дел од поддржаните проекти на годинашниот конкурс од областа на културата на град Скопје. Министерството за образование и наука еден месец ќе прима сугестии за Законот за основно образование и оние што ќе бидат прифатливи ќе влезат во новата верзија на Законот која ќе биде пратена во Собранието. Во Законот се предвидува намалување на неделниот фонд часови, намалување на бројот на ученици во паралелка, како и укинување на настава во сабота. Намалување на неделниот фонд часови и на бројот на ученици во паралелка, надворешна евалуација за рангирање на основните училишта, ограничување на надлежностите на директорите, односно нивно преземање од наставничкиот совет, советување на родители чии деца користат говор на омраза, можности за напредок на талентирани ученици, се меѓу планираните измени на Законот за основно образование. Министерството за образование и наука денеска го објави предлогот за јавна расправа. Коментари и мислења Министерството очекува во рок од 1 месец и оние што ќе бидат прифатливи ќе влезат во новата верзија на Законот која ќе биде пратена во Собрание. Целта е тој да биде донесен пред почетокот на новата учебна година. Во Законот е утврден максимален број на часови на учениците што нема да надминува 20 наставни часа неделно за ученици од 1 до 3 одделение, 25 часа за ученици од 4 до 6 и најмногу 30 наставни часа неделно за учениците од 7 до 9 одделение. Повеќе ќе нема настава во саботите. Со овој закон се предлага наставата во учебната година да се остварува од 175 до 180 наставни дена, што ќе се утврдува со календарна настава што ќе го носи Министерството. Според предлогот, бројот на ученици во паралелка може да се движи од 20 до 30 ученици. Тенденцијата е тој да биде до 24 максимум, што за некои преоптоварени училишта во Скопје ќе биде тешко остварливо, затоа што немаат просторни можности за одделенија помали од 30 ученици. Директорот на Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза излезе со демант за, како што информира тој, погрешно пренесените информации во јавноста во врска со пациенти кои биле погрешно лекувани.
Директорот на Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза Предраг Божиновиќ ги демантира фактите што беа изнесени на пресконференција во институтот дека пациенти биле лекувани од туберкулоза без да бидат диагностицирани. На денешната пресконференција директорот објаснува дека неговата изјава била извадена од контекст и објаснува дека овие пациенти биле лекувани кај матичните лекари, кои не можеле да ја препознаат болеста, а откако им се влошила состојбата, пациентите биле пратени на институтот каде им е диагностицирана туберкулоза и тогаш им е дадена соодветна терапија. Според директорот Божиновиќ, проблемот е што нема катедра на Институтот за ТБЦ што ќе го едуцира кадарот кој што треба да ги замени докторите што се пред пензија. Значи, ова беше аларм за тие пациенти кои се на возраст од 15 до 38 години, затоа што нема катедра и не се препознава ТБЦ како што треба, и заради таква работа треба да се врати катедра таму кај што е место. Значи, борбата во институтот беше да се докаже дека тие пациенти ги има и се за 4 месеци од 23 ноември до 23 март, значи со активна ТБЦ, лечени се тука со сите протоколи, диагностицирано е тука во институтот, лечени и лечењето продолжува во домашни услови, лечење трае од 3 до 6 месеци. Директорот Божиновиќ додава, за да се спречи ширење на туберкулоза, неопходно е да се врати катедрата за едукација на студенти и специјализанти за ТБЦ, бидејќи овој институт е единствена соодветна установа за оваа катедра. Кинотека на Македонија со опусот на Бранко Гапо е во трка за престижна награда со изданија посветени на истакнати режисери на престижниот фестивал на реставрирани филмови во Болоња. Последното DVD издание на Кинотека на Македонија, дигитализираниот долгометражен филмски опус на Бранко Гапо, влезе во трка за меѓународната награда за најдобар DVD производ, што секоја година се доделува во рамки на престижниот фестивал In Cinema Ritrovato во Болоња. Фестивалот на реставрирани филмови во Болоња, организиран од Кинотеката во Болоња, веќе 3 децении поред прикажува и промовира реставрирани филмови од светската кинематографија и е најзначаен фестивал од овој вид во светот. DVD сетот со 6 играни филмови на Бранко Гапо, еден од најплодните македонски режисери, излезе на почетокот на оваа година, а ги содржи филмовите Денови на искушение, Време без војна, Истрел, Најдолгиот пат, Време води и Македонска сага. Топло време со мала до умерена облачност ќе преовладува во следните денови во поголем дел од Македонија. Услови за изолирана појава на краткотраен дожд ќе има само во западните делови од државата. Максималните температури ќе достигнат до 28 степени в петок. Поголема на облачување со локален дожд се очекува за време на викендот и од почетокот на следната недела. Во Скопје времето утре ќе биде сончево со температура до 23 степени, а сончево време со температура на 20 степен ќе се задржи и во наредните 3 дена. Тоа беше информацијата за времето, а поради санирање на уличен дефект на булеварот 12-та македонска бригада, број 30Б во населбата Лисиче, утре запрено ќе биде водоснабдувањето за корисниците од таа населба. Како што соопшти јавното претпријатие Водовод и канализација, прекинот ќе биде во период од 9 часот до санирање на дефектот. Со оваа информација ги завршуваме вестите. Ви благодарам на вниманието, а ви останете понатаму на програмата на Прва Скопска и следете на нашата веб страна и на социјалните мрежи. Пријатно!